Како и ние можеме да бидеме корисни во целата оваа приказна. Благодарам Симона за информациите и линковското вклучување. Со музика секогаш се радуваме кога ја завршуваме утвинската програма, посебно кога е петок, ден пред викенд, така убаво со песна да ни тргне денот и престојниот викенд, престојните слободни денови. 25 години убава македонска музика, 25 години хитови, 25 години создавање на авторска музика, кариера. Толку години полнат, тоа е роденденот на нашите Dream Team, група која што брои милионски прегледи на YouTube, на своите видеа. Ги има поминато сите континенти каде што има македонци. Мислам, во Африка само не сте биле да гостувате, или тоа се случило до сега во овие 25 години. Нема многу македонци таму. 25 години концерт во Македонскиот народен театар од целата група низ која што помина и многу пејачки имиња изминативе години. Дејан Николовски и Николчо Коцев, добре ни дојдовте. Добро ве најдовме. Добро утро. Добро утро. Поздрав до вашите гледачи. Се ова го кажуваме како најава за големиот концерт кој што ќе се одржи во МНТ, со кој што практично ќе го одбележите јубилеот и велите ќе биде своевидно музичко патување на сето она што тогашниот состав во 99-та година го започна, а еве вие сега му давате свој тек меѓу другото. Па да, 25 години Dream Team, како што најавивте. Ретко кој може да се пофали со една таква, да кажам, бројка. Убава број. На години, да, и јубилеј. Еве ќе му дадам збор на Коки од самиот почеток. Од 99-та Коки, да. Сакам да го поздравим и твојот брат Маријан Коцев. Јас морам да го споменам во целата оваа нишка кога веќе враќаме во 99-та година, бидејќи секогаш ќе биде врзан за Dream Team. Да, и Маријан Коцев и Сашко Велков. Так. И ние сме таа првата гарнитура која што го започна тој бренд. И нешто пред 99-та, меѓутоа да не се враќаме сега, нема потреба толку назад, да гледаме напред. И мене ми е драго што пред се 25 години е стварно една четвртина од век и тоа е сериозен проект кој што сериозно настапува и мислам дека уште многу години ќе се движи во една добра линија, во една добра насока. Еве, слушаме веќе и малку музика. Ова е твое дело, така? Што во моментов сите небали се твои? Да, таа е една од моите први песни. Таа има сигурно повеќе од 25 години. Машала. Да. Ќе биде изведена на концертот, сигурно? Сигурно, да. Споменавме со Кристина од доста континенти, доста гостувања. Имавте прилика низ овие 25 години да прошетате и надвор, да видите како живеат нашите. Доста нашинци следат македонска телевизија поради денешните можности. Па еде едно кратко резиме за овие 25 години да направиме околу гостувањата. Па еве да кажем, последниве 15 години наназад, интензивно сме застапени, да кажем, на други континенти по турнеи. Еве, оваа последнава година, да кажем, имавме две турнеи едно по друго. Прво бевме во Америка за новогодишните празници, па се вративме дома да одмориме малку, да собереме енергија, нели? И емоција. Заминавме за Австралија. Уште месеци побевме таму, исто имавме успешна австралиска турнеја и америчката беше доста успешна, како впрочем и сите наназад. Еве веќе договараме и за следната година, така да интересно е. И кога веќе сме кај резимето, ако треба да направиме резиме за сето оно што сте го снимиле и направиле како музичко патување низ години, ќе не треба уште една емисија за да направиме ретроспектива, но она пошто ве препознава и сака многу публиката е тоа што сте неприкосновени кога станува збор за настапот во живо. Ето кога ви нема раме. Па да, Dream Team некако важи за... Собираме коментари од публика, не е ова дека ние го измислуваме сега, затоа што ве почитуваме. Dream Team низ годините наназад важи за, ете да кажем, оркестар, бенд кој што преферира да, нели, ги преферира тие свирки во живов. Впрочем и тоа е најдобриот момент и пристап да се прикаже тоа што, нели, сите го имаме тој талент и да го изведеме на публиката, така да Најважно е, мислам, во цел овој проект што ние сега го правиме на 29 ноември, е што
голем дел од песните се наши авторски. Тоа сакав и да кажам, дали е тоа тајната 25 години, кога ќе кажеме бенд од повеќе луѓе, обично не само кај нас, туку некако и во светски рамки, поголем дел од нив после известно време се раздвојуваат. Меѓутоа, важно ли е кога се создава авторска музика? Дали тоа е една од причините што 25 години исто така го држи обстојувањето на Dream Team? Впрочем, сите песни што ги имаме снимено, што ќе ги изведеме на концертот се, како што кажам, наши авторски песни. Значи, тука се песни на Коки, тука се песни на Сашко, на Ангел. Значи, ги твориме песните, ги снимаме, значи, сите ги свириме во студио, во наше студио. Може би тоа е една предност, да кажам, и некоја формула за... И предност и порака за идните генерации, дека ние стварно треба да вложуваме во наши авторски песни. И во квалитетот на авторските песни, меѓу другото, и тоа го препознава публиката. Колку и да сака тимот да биде на куп, ако ништо не функционира кога ќе застане пред публиката, веројатно бадијала. Меѓутоа, квалитетот на вашата работа е тоа што ве држи и увек. На нас, за овие 25 години, да кажем, значи, немаме нешто многу снимено песни, да кажеме сега. Али тоа што сме го сработили, што сме го снимиле, па мислиме дека е квалитетно. Немате многу, што дојдовте до концерт за авторски песни. И публиката го препознава тоа. Добро, секој обичен граѓанин или ваш пријател ќе ве праша што ви требаше концерт пред Нова година, кога имате премногу работа. По позитивна конотација, секако. Па добро, работата нема крај. Значи, ние сме ангажирани во текот на целата година, така да... А ве прашал некој вака... Што ви требаше концерт пред Нова година, сум вајна од блиските луѓе, ако не ќе повлечам, јас не мислев нели лошо со тоа. Па не, требаше да правиме концерт за 20 годишнина, за 20 години јубилеј на Dream Team, меѓутоа, знаете, корона кризата не спречи во тоа. Еве сега беше право време 25 години да го обележиме. Билети има се уште, може да се... Колку што имам информација, билети има уште многу малку на билетарата на Маната. На Маната. Ке имате гости на концертот, видовме така... Да, ке имаме ако гости. Ако кажем дел од нив синтезис Владко Лозановски, така? Да. Маријан Коцев, Сузана Гавазова. Сите ваши соработници. Да. Одлично, супер. И сега логично се наметнува прашањето, 25 заокруживте, како следните 25? Како се вика на 25? Тоа беше сребрена свадба, така, па очекуваме сега 50 сребрен јубилеј. Да, добро, сакав чисто да направам споредба, па златен јубилеј, 50 години. Да, верувате, не е лесно 25 години. Бевме 7 члена, сега сме 6. 6 карактери. Верувајте дека не е лесно да се сето тоа изменаджира, но еве успеа, дај Боже да уште 25, ако успееме, ќе биде добро. Посакуваме, ние планираме уште најмалку 25 како утринска да траеме, што значи дека треба да ни гостувате во годините кои што следуваат. Да сме живи и здрави, секако. Ви благодарам за гостувањето, поздрав и до останатите секако членови на групата, можеме да ги поздравиме ако дел од нив не гледаат во моментов. И да се гледаме за убави поводи. Да посакаме во концерт. Благодарим. Ние тука ќе завршиме, или? Па мислам дека време е да завршиме, 9 часа и 34 минути. Но имаме убава музика за крај, затоа и завршуваме музика за крај. Јас и Кристина ќе ве поздравиме и од името на целата екипа која што ова утро и позади камерите работеше во реализација на утринската програма. 2 дена одмор за утринците, од понеделник повторно сме заедно. Токму така, нашиот термин понеделнички знаете добро, 6 часот и 45 минути, завршуваме со убава музика. Еве. Довидување. Кажи каде да те скријам, колку треба да испијам, пак пред себе јас те гледам и да не сакам. Кона длака, ладна роза, ми ја ладиш душава, што ми гори, што ме боли, еј од љубовта.
te odnese. Dolko moja, solzo moja, grutka si mog gradive, što mi leži, što mi teži, ako noćite. Site nema li se tvoji, site so